Здраво на сите, дечки! Во ова видео барав некој преведувач или транслатор кој што поддржува македонски јазик. Ги знам дека Јандекс, Google Translate и Bing ги имаат тоест го имаат македонскиот јазик. Пребарував и најдов еден. Шо има во него, ќе видиме во продолжение. Значи, ојдов на Google и напишав Translator with Macedonian Language. Кликнав на него и ми излезе ова. Macedonian English Online Translation and Dictionary. Се вика LingvaNext. Кликнав на него и се појави интерфејсот. Вика дека се наоѓа во Home, ама гледајте се, ако ојдов во Home, го скапав барање тука и нигде не го најдов. Нема врска, ќе се вратиме назад. Можеме да видиме тука дека горе ги имаме јазиците. Тие се 109 на број. Пише дека се 108, ама може ги рачунат на тој начин така што тоа што има дупликат и што има нешто во заграда, изгледа го рачуна како едно. Нема врска, ке се вадиме дека има 108 или 109. Како и да е, небитно. Ке се вратиме назад. Ке одиме од англиски трнисети на македонски. Пишиме, што напишиме? Дејан is trying to use this. И треба да кликнете на Translate. Јебе го. Дејан се обидува да го искористи ова. Да го користи, тоест да го потреби, ама нема врска тука е преводот. Можеме да видиме дека имаме максимум од 10.000 карактери за превод. Дополнително, немаме звучници кои што ќе го читат напишаниот текст, кој што е за превод или преведениот текст. Немаме дел за превод од слики, немаме дел за превод на веб страници и немаме дел за превод на документи. Сега, овој преведувач го има исто и како апликација за Windows, Android, iOS и macOS ми се чини дека имаше. Па сега во продолжение ќе да видиме како изгледа во Android апликација. Првен да си ја спуштиме и ќе видиме каков интерфејс имаме тука. Еве апликацијата, си маваме инстал, чекаме овој кругот да се наполни и чим се наполни, ние почнуваме со испитување на функционалностите кои што ги нуди ова апликација за Android оперативниот систем. Open. Ајде уште еднаш Open. Пошто првиот пат не отвори. Опа, Full Access. Значи ни дава 3-дневен free trial. Ама нема. Не кликам. А годишно било 31,91 долар кога завршвал овај тест период. Ама не ќе ме try for free. Не бегај. Ама лажат, ако сакаш да try for free, кој ќе му кликнете try for free, бара картичка е па нема. Се заебавте да ја не паѓа на тие финти. Океј. Тука можеме да видиме дека јазиците имаат визуелност, значи ги имаат знамињата на државите. Имаме дел за
текст кој што ќе се преведува, имаме дел за текст во кој што ќе биде преведениот текст. Еве, гледаме сега, значи, ако имаме платено, ние можеме да преведуваме веб страна, можеме да преведуваме документи, можеме да преведуваме од слика. И еве микрофонче, претпоставувам дека тоа е за инпут. Ајде да видим. Mein Name ist Frech, 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 Frech. Mein Name ist Chacha, Klepp, Klepp, CHA. А читаш тука за јазиците, значи. Онде не. Добро. Чека се да видиме на македонски дали ќе има да ни го прочита. Macedonian, еве. А, не. Не. Не чита. Окей, нема врска. И гледаме се, ако ќе кликнеме на сликата, не били, еве, тоа што реков, дека треба да е со пари. More functions, пак ни го вади ова, bla, thanks, maybe later. Окей, тоа е за апликацијата. Чекай, ша имаме, овде имаме што conversation, појманем што имаме call. Фактички тие се некои апликации, изгледа му ги спуштиш. И некои други функции. Окей. А дополнително и го има да се инсталира како екстензија на браузерите. Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и Microsoft Edge. То можете да го најдете тука, одите во Home, одите најдолу на самата страница и одите во Translator for Browsers. И ги имате тука наведени браузерите кои што ги спомнав. Кликате на еден од нив, ќе кликнам Chrome Web Store, например, и го вади делот за инсталирање. Тој ќе го пробам на компјутер. И уште да видиме како изгледа десктоп страницата. Нема да одам се директно на компјутер, ќе одам на телефон. Ќе си кликнам на онај кончето што е за приказ на десктоп страница. Компонентите се истите како мобилната верзија, значи имаме два дела за пишување на текст, карактерите се прикажани и копчето за Translate. Накратко, LingvaNext може да ви се најди за преведување на текстови, страници, документи и слики. Нормално, ако не е платено само за текст, а ако си имате платено, односно ако имате subscribe, ќе ги имате и останатите 3 компоненти, тоест сите 4, го има во форма на веб страница, го има во форма за апликации за оперативните системи Mac OS, Windows, за Android и iOS и во вид на екстензија за браузерите Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Chrome и Opera. Сите останати детали кои што сакате да ги видите за плаќање, неплаќање, за креирање на акаунти и така натаму ги имате на нивната страница. Од мене се што имав да кажам е толку. Чао!